5000 ромски семејства во Македонија секојдневно собираат пластичен отпад и така ја обезбедуваат сопствената екзистенција. Едно од нив е и 7-членото семејство на оваа жена. Тоа досега немало проблеми со инспекцијските служби, додека парите што морало вака да ги заработи, во втор план ја ставаат опасноста од инфекции и заразни болести. Ja svesno sum vašiosa, ama sum принудими, налаја социјално и сјамен бучаве и мора сием нешто текера. Ама речавенки. Овие граѓани самите или организирани во рециклирачки шеми се најзаслужни што на овој начин ја чистат државата од отпад, велат од еколошките граѓански здруженија. Но собирачите не добиваат од парите што како законска поддршка им следува и треба да ги добијат од фирмите кои генерираат отпад и имаат уврска да ги внесат во системот. За жал, тие истите финансиски средства не завршуваат кај тие кои што најмногу допринесуваат за рециклирањето да биде успешно во Република Македонија. Тоа се во добар дел случаи 99% ромската популација која што работи како неформални собирачи на отпадоци од пакување. Работата со отпад е исплатлив бизнис, но потребно е воведување на систем за регулација. Еден собирач на отпад од пакување може да заработи и до 15.000 динари месечно, но ако се воведе систем на собирање, можно е ова сума да биде далеку поголема, вели Филип Ивановски, директор на Пакомак. Истражувањето на оваа компанија покажало дека собирачите на отпад не се задоволни од сумите, дека обично станува збор за лица од социјално ранливи категории. Овој бизнис во Македонија е голем, но исклучително значајно да се развие систем кој што ќе значи подобра искористеност на отпадот и подобар економски биланс на компаниите. Дека бизнисот со отпад е профитабилен покажува едноставна математика. Во Македонија се генерира по некои проценки околу 110.000 тони отпад од пакување. Би требало 2020 60% од тоа да се собира и да се рециклира. Во моментов се собира околу 30%. Останува значи некаде околу 30.000 тони што потенцијал што може да се собере како материјал и да се продаде, а не се собира и не се продава затоа што не се уништува примарната селекција, не се пристапува систематично кон тоа. Ако ги помножите тие 30.000 тони по некоја просечна цена од 250 евра тон, хартијата 100 евра, пластиката 300, металот и така натаму, значи 250 евра, че доаѓате до бројка 7,5-8 милиона евра годишно. Според Македонската асоциација за управување со отпад, неофицијално веќе има заинтересирани инвеститори во оваа област и отпадот може да биде инвестицијска можност. Отпадот представува инвестицијска можност во Македонија, меѓутоа малце имаме и извртени перспективи како тоа треба да се постави. Постои интереси и од инострани партнери кои што се заинтересирани за вложување во рециклажа во Македонија и мислам дека сме на добар старт во однос на тоа да се воспостават сериозни бизниси и бизнис релации на тема отпад како суровина. До Македонската асоциација веќе се две странски компании, едната од Австрија, едната од Германија и мислам дека уште една од Романија или представништво е на некоја од европските држави. Значи 3 компании се обратија до кај нас, каде што бараа контакт со нашите членки. Во бизнисот со отпад се вртат вртоглави суми на пари, но вртоглави се и проекциите на суми кои се потребни на државата за да го реши проблемот. За Министерството за животна средина и просторно планирање бројката од 3 милиарди евра со која што се манипулира во јавноста е превисока. 3 милиарди евра за животна средина, мислам дека е малку повеќе од она што реално ни е потребно. Зборувам за исполнување на сите стандарди во област животна средина. Значи не зборувам само за отпад, туку е малку преголема сума. Нашите проценки беа дека се околу 2 милиарди евра, со тоа што веќе во известен смисла не дадовме, имаме направени некои инвестиции и таа сума сега е помала од она што беше првично направена можеби пред некои десетина години, кој што изнесуваше отприлика 2 милиарди евра. Скоро 95% од отпадот што се собира во Македонија се рециклира. Количините на собран и рециклиран отпад од пет амбалажата се многу поголеми во споредба со земјите од соседството како што се Бугарија и Грција, велат од невладините организации. Идентична е и состојбата за собирање на отпад од батерии, што првенствено се должи на подигнатата граѓанска свест. До сега се има собрано околу 10 тони на отпадни батерии, што е доволна количина за да се направи извоз за рециклирање. Имено во Македонија немаме постројка за рециклирање на отпадни батерии, но сепак тоа се прави во соседните земји или во Грција или во Словачка или во Австрија. Законот за управување со отпад јасно вели дека треба да се носат 10-годишни планови и дека општините треба да се здружат на регионално ниво. Слично како европските директиви и нашето законодавство вели дека не смее да се загрозува животната средина, животот и здравјето на луѓето, да се загадуваат водите, воздухот и почвите и да се нанесуваат други штети.
Законски е регулирано дека се што може повторно да се употреби не треба да се фрли. А се што стои повеќе од еден ден, тоа навистина е гнасотија. Така да, јас не го одлагам во контейнери, ги имаме зелените контейнери добиено, ма јас не го користам. Па, прилично добро е, мислам, с хигиената. Малку по камионот за контейнерите празни, малку по ретко иде, ама мислам повеќе задржува контейнерите полни, ама како да го чистат, ги чистат. Било каде да поминете, вие не можете да најдете таква нечистотија како што е во Скопје и во Македонија. Канта за лек не можеш да најдеш. Само контейнери за џубре, канти мали нема. Катастрофа, да ти кажам. Нема. Деца јадат и фрлаа хартија. Па сите знаеме што треба, тоа треба уште од почеток да се тргне со школувањето, со будење јавна свест и одговорност, макар што не гледам дека тоа се случува кај нас. Иако постои теоретски, веројатно постои часови и сето, но ограничените капацитети на државата се пречка за остварување на идеалната слика зацртана со закон. И во самата владина стратегија се вели дека одредени стандардни процеси, карактеристични за големите европски земји, би биле неодржливи или неефикасни во Македонија, зашто има помалку отпад, се плаќаат помали надоместоци и трошоците се повисоки. Државата допрева ќе знае колку точно ќе треба да издвои за решавање на наталожените проблеми, но факт е дека во моментов единствено е сигурно дека за една од 8 регионални депонии потребни се околу 25 милиони евра. Прецизна бројка во овој момент додека не биде направена физибилити студијата не може да се каже. Некоја првична проценка која што направивме дека сепак инвестициите по регион во Република Македонија има 8 региони за управување со отпад, по регион би изнесувало некаде од 20 до 25 милиона евра. Сите се согласуваат дека бизнесот со отпад е исплатлив, но на повидок нема ниту странски инвеститори, ниту сериозна стратегија за справување со овој проблем. Сумите кои што се потребни се големи, но сите засегнати страни треба да имаат предвид дека управувањето со отпад не е само бизнис, туку се работи за нашето и здравието на идните генерации.